Општина Пробиштип ја одбележа 63 годишнината од постоењето. На свечена седница, градоначалникот Драган Анастасов презентираше што е сработено, а што следува за работа во наредниот период. Изминативе 9 месеци, општината успешно се изборила да не дојде до финансиска блокада, а септември е месец кога ќе завршат и започнат голем број на проекти. Имено за неколку дена завршува изградбата на детската градинка во населбата Калниште и проектот за осветлување на градскиот плоштад. Во меѓувреме започнуваат големи капитални проекти во општината. Еден од најголемите проблеми на граѓаните на општина Пробиштип е и се уште останува патниот правец Пробиштип-Крупиште. За сите вас ќе кажам дека почетокот на реализацијата на ова ветување е предвидена на 5 септември, кога завршува тендерската процедура, пошто ќе биде изберен најповолен понудувач. Реализацијата на овој проект, вреден 6 милиони евра, ќе биде во текот на 2018 и 2019 година. Веќе од наредната недела започнува со реализација и проектот за реконструкција и автоматизација на постоечката филтер станица, со која трајно се решава проблемот со водоснабдувањето во Пробиштип. Но завршени се и големи проекти, кои одреден период тапкале во место. Проектот од програмата за прекогранична соработка со општина Рила од Република Бугарија за реконструкција на Домот на културата бараше итно продолжување на раковите, бидејќи беше во фаза во која немаше никаква можност да се заврши во предвидениот рок и беше во опасност да се изгубат средствата од Европската унија. Сега проектот е целосно завршен и Домот на културата има нов лик, каде што е целосно реновиран со енергетска ефикасна фасада. Градската капела која наследивме како објект беше целосно нефункционален и неповрзана со одветната комунална инфраструктура, веќе е ставен во функција и функционира како објект која секоја модерна општина треба да го поседува. Во интерес на граѓаните работел и Советот на општината. Изминативе 9 месеци одржал 13 седници и донел над 200 одлуки за проекти во интерес на пробиштипјани. Донесовме одлуки за европски проекти кои ќе го изменат ликот на градот. Секако во добра координација со работа со градоначалникот и како и целата општинска администрација. Пишаните зборови на хартија скоро стануваат реализирани дела. Проектите кои останаа трајан белег на нашиот град. Се водиме од европска практика, ги следиме годините те кои нарководени и наистина цели ние развојот и просперитетот на нашата општина. Во склоп на одбележување на Денот на градот, Денот на рударите и големиот празник Успение на Пресвета Богородица, општината издаде промотивна брошура. Во овој проспект ви е покажан урбаниот лик на градот со убавите објекти, плоштадите, парковите, детските игралишта, спортските терени, единствениот затворен базен во источниот дел на Македонија. Овде е минералошката збирка, уникатна и единствена, на Балканот со старите торби повеќе од 600 години, сведоштво на рударењето одамнина. Го имаме првиот и најголем аквапарк во Република Македонија, место кое стана мощно атрактивно. Во летниот период и е посетено со луѓе од сите краеви на Република Македонија. Да не зборувам за пробиштипската и македонска гордост, Лесновскиот манастир, во чиј склоп се манастирот Свети Спиридон и Пречисна Богородица, Источен Петок, Балаклија. Во склоп на одбележувањето на 28 август, општина Пробиштип организираше повеќедневна музичка и културна програма. По тој повод беа доделени и општински награди на заслужни поединци и институции.